Отворено за. Добро вечер. Денеска сме на отворено. И зошто да не, бидејќи времето е убаво, сончево, температура на 22-3 степени. Денеска во Кавадаци петок е пазарен ден. Меѓутоа, пазар во новиот центар на градот има, а истовремено беше отворен објектот. Дамнешната желба на кавадарчани, на пазарджиите, на сите граѓани да имаме нов пазар. Имаме нов пазар. За една година истиот беше направен и пуштен во работа. Го изведуваше градежната оператива на Градмопромет, а го финансираше локалната самоуправа со сопствени средства. Пазарот не чини многу скапо, меѓутоа е добро изменаџиран и за само една година истиот е пуштен во работа. Денеска имаше свеченост овде и еве, погледнете на почетокот како се одвиваше оваа свеченост овде, дојдеа и гости од Скопје, а истовремено и ги прашавме многу граѓани на Кавадаци како го доживуваат овој објект како нивен близок со оглед на тоа што нема човек кој во Кавадаци не дошол на пазар да пазарува. Еве што ни рекоа и граѓаните, меѓутоа најпрво ќе го чуете господинот Митко Јанчев, кој денеска со задоволство го пушти во работа објектот нов градски пазар. Успеавме да го отвориме градскиот зелен пазар, нов зелен пазар, за прв пат изграден во општина Кавадаци после 60 години. Задоволството на наша страна, како локална самоуправа и пред се како градоначалник, заедно со советниците и со граѓаните на општина Кавадаци, успеавме овој зелен пазар за 10 месеца, како што кажува, да биде изграден. На 3 нивоа по 2300 метри квадратни, со 140 паркинг места, 170 тезги за пазарење соодветни по ХАСАВ стандард и 18 места за продажба со 6 разредни витрини во делот на риба, месо, млеко и млечни производи. Така до денеска сакам да го поздравам и председател господинот Христијан Мистовски на ВМРО ДПМН за неговото присуство и сакам да го кажам на една сериозна градба, една капитална инвестиција која што за жал во Република Македонија се помалку се случува. Ево нека биде предизвик да почнеме да се движиме и напред и како држава, меѓутоа и како општина, каде што во текот на наредниот период ќе објавиме уште две сериозни капитални инвестиции. Општина Кавадаци е во добра кондиција, општина Кавадаци е во прави раци и мислам дека со развојот ќе стигнеме до една општина каде што ќе имаме ниво на град од европски тип. Началниче, ова беше дел од вашата изборна програма како човек, како градоначалник. Задоволен ли си со ова што веќе го гледаме како готов објект? Така, ова беше дел од нашата изборна кампања на ВМРО ДПМН и јас како градоначалник Митко Јанчев. Нашите програми знаете дека се реални и исполнителни и во целост ги исполнуваме. Задоволството во моментот го чувствувам како градоначалник, меѓутоа пред се како човек и жител на општина Кавадаци, за да успееме после 60 години да изградиме градски пазар. Може би во моментот импресите и задоволството се уште не ни се на највисоко ниво, меѓутоа со текот на времето ќе созрее и ќе видиме што сме направиле, кое што е од големо значење. Директорот Љупчо на стариот пазар доживеа многу непријатности. Ки имаме ли сега непријатности? Па, раководител на пазарот, директор не, да. Ние сме оделение во склопот на јавното предпријатие Комуналец, така да јас сум раководител на оделение пазари. Па со изградбата новиот пазар, современ, модерен, се надеваме дека од аспект на продажба на производи, земјоделски производи, млечни производи и други намирници, донекаде ќе се реши проблемот со безбедноста на храната која се носи на пазарот. Тоа е главното. Сега во иднина ќе треба да го решаваме проблемот со непрехранбените производи. Текстилот и другите. Текстилот и железарија, да. Ќе видиме, градоначалникот има размислување тоа да се реши во блиска иднина, да ги задоволиме потребите и на тие луѓе. Дали сите се бориме во ова време на пандемии, на економски кризи, социјални кризи, да преживееме. А од поодамна знаеме дека на пазарот во еден дел се решава и социјалата на луѓето, да секој иде да извади едно парче леп, така да се надевам дека ќе му удоволиме и на тие наши соработници за во иднина. Сега малку сум скептичен од делот на доторот на робата од страна на излагачите. Порано имавме повише влезови на пазарот. Пазарот беше, да не решиме, руина, со дупки, ископан, стар. Овако, на сега е современ, убав, малку ќе ни биде проблематично истоварот на роба. Со лифтот?
Па со лифтот ептен ќе биде од причини што знаеме лифтот носивоста каква и колку може да се достави роба. Доколку успееме пазарот да работи секој ден, тогаш и со интенцијата дека ќе има и чуварска служба, па да се заштите пазарот од други непожелни појави и робата да можат излагачи тука да ја остават, тогаш ќе биде покомотно доторот на роба по лифт. Меѓутоа, секојдневното качување на тони и тони роба по лифт и стимнувањето по таа иста еден дел од таа роба што ќе остане по лифтот ќе биде малце проблематично. Меѓутоа, затоа има тука и рампа еве направено за истовар на роба. Горе пред месарата на кај библиотеката исто и таму ќе се истовара роба. Ќе се трудиме со добра организација, со добра поставеност да ги надминуваме проблемите или што побезболно да се носи робата на пазар. Ај кажете ми неколку основни работи, кога ќе работи пазарот, дали ќе биде заклучен, како ќе може да се доставува роба, кога за граѓаните ќе биде отворен, дали ќе функционира и стариот пазар и така натаму. Ќе почнеме од последното прашање. Заложбата на градоначалникот е да работи и сега новиот, сега више стар пазар во новиот центар на Никола Минчев улицата, булеварот. Јас имам желба, има и потреба и граѓаните имаат еден дел. Вчера имаше тука некои така минувачи случаи, нема оној пазар да ни го затворите. Имаме потреба од тој пазар. Меѓутоа, тоа не зависи само од мене, тоа зависи од излагачите, продавачите на роба на тој пазар. Ако сака да останат, а има некои имаат интерес таму да останат, ќе функционира и тој. Така да ќе се потрудиме и двата да работат, што во наше Кавадарци малку ќе биде тешко. Ние сме мало градче, не сме метропола, па да има потрошувачка, Бог знае колкава, што не се за работното време. Исто така, став е и одлуката е така донесен да пазарот работи 6 дена во неделата и да работи од 7 часот до 17 часот. Кој денови ќе работи? Па од понеделник не, вторник до недела. Иначе денеска, во денешни услови, пазар работи 3 пазарни дена, тоа знаеме сите, среда, петок и недела. Да, среда, петок и недела. Сабајле почине од 6 часот до 14 часот. Меѓутоа ние во Кавадарци има еден од пократките пазари во државата, значи. Не знам ја некаде има. Да. Нема и ти си сведок, стално си на пазара, тука гледаш 12 сат, не можем да ги задржиме тука, почиња да се обира да се ода. Така да желба ми е да работи после 17 часот, да речеме до 17 часот кога испаѓате еве од работа, 4 часот, 16 часот поручик да речеме луѓето, меѓутоа дај Боже да ја смениме навиката. Дали ќе работи ова улица долу и како ќе функционира? Улица Зелен пазар, што е спојот од Цано по пристав према 7 септември, во план е да работи и да биде двосмерна, да има тука возила. Времето ќе покаже како ќе биде и како ќе функционира и притисокот од закупците или излагачите или подобро да речем земјоделците во нашиот град, кои допрва ќе почнат да доаѓаат на пазарот. Ова улица ќе работи ли? Па ова ќе биде улица само за дотурна роба. Моите сознанија првично се така дека ќе биде само за дотурна роба, нема да биде фреквенција. Градоначалникот има идеја да таму се влегува со картичка, да биде тоа се електронски, да се надеваме дека тоа ќе профункционира. Сите што гравитираат тука на овој дел, дека ќе може така да влегуваат, ако се реши на тој начин. Тоа ќе имаме и помалку проблеми. Вие сведок тука, оваа улица стално е блокирана со возила паркирани, ама нема готово, ако не блокира тука на рампа да не можеме да истовариме роба и више сета работа иде. Поделена цела разпространета со пазарот овоше, зеленчук, днешни производи, местни производи и едно плато. Што правите кога имате многу притисок, кога ќе имате многу притисок од пазарџи? Па, види се, сега ова е новина, ќе се потрудиме. Притискот уште сега е. Еве, почнавме да редиме тезги, желбите се големи. Мене 5 тезги, мене 4 тезги, мене 3 тезги, 2 тезги. Јас сакам да можем по 6 да дадам. Меѓутоа, мораме да задоволиме потребите на сите. Колку тезги имаме на располагање? Па, тука да речеме во овој дел, зелениот, овошието и зеленчукот ќе бидат негде околу 152-3 тезги. Имаме некаде околу 12 боксови за бостан. Имаме 8 тезги за цвеќе. И сега во објектот што е направен за млеко и млечни производи, за јајца, риби, па и со месното, апети, сани, маслинки. Таму има 18 единици. И мислам дека тој дел во што е затворениот дел ќе ги задоволи потребите на
нашите комитенти, да речеме. Пошто знаеме на пазар сега во момент колку има луѓе кои продаваат јајца, колку со сирење, така и да се јави некој плюс минус ќе Со текот на времето ќе настанат некои корекции, меѓутоа тоа треба да се нормално е види тоа, што нормално е. Се првиот притисок ќе биде од нашите комитенти кои имаат непрехранени производи. Прво од нив ќе дојде и Кога почнуваме? Кој ден почнуваме? Во среда е планирано да отпочне со работа. Требаше во недела, меѓутоа на инсистирање на закупците на тезги, пошто недела па им е главен пазар, најјак пазар и сега да ги приориентираш нашите граѓани купувачи, дали ќе дојдат во недела, некој знае, некој не знае, а и самото тука средување, поделување на тезги, да не ги ставиме во незавидна положба. Тие побара, а ние прифативме и градоначалникот да свечено отпочнеме со работа во среда.
Господин Сакалиев, што мислите за овој пазар? Коментирайте. Па, убава работа е. Ваше време беше донесено. Во наше време беше донесено и направено, сега официјално пуштање, задоволство е наше. Пристапот на пазарот мене не ми се допаѓа. Тоа решение треба да се доуреди, инако за поздравување. Цените? Цените треба да останат исти до нова година. Ја и вчера на седница потенцирав дека цените треба да бидат исти, па по нова година со донесување на други цени у комуналец. Трговците се вклучени во оваа операција. Дали и вистинските земјоделци треба да ги малце да му дајме предност? Вистинските земјоделци треба да му дајме предност, него земјоделецот го тепаат сите, па и уште ние го доутепавме, реалноста е таа. Значи, реално мислење и ставот мој е дека треба и да им се даде субвенција или градица, не да им наплача. Стојанов, во ваше време е донесено одлуката за градба на пазарот. Сега се пушта во работа. Да ви кажам, јас сум горд на ова и затоа и дојдов да присуствувам, бидејќи оваква убавица нема во нашата држава. Едно од најдобрите пазари покриени, кои донесовме ние одлука во нашиот мандат додека бевме. Едногласно од двете апстиненции и немаше никакви преговори, а за подобрување на ова и гледање од граѓаните колку е убаво и кој е добитот нивни, тоа ќе го каже времето, да. Вчера на седница се рече навиките тешко ги менуваме, ќе ги смениме навиките. Сега само понеделник ќе немаме пазар, вторник, среда, четврток, петок, сабота. Слушав и недела нема да се работи. Видите, со времето, бидејќи луѓето кај нас граѓаните има околу 4% невработеност, сите се на работа, не можат во деновите само определени од среда и петок да идат. Убаво е за нив, че имат у секоја доба, например од вторник до недела, секогаш ќе може да си иземат своите потреби, че да си набавуваат продукти кои што му треба. Од кога го паметите овој пазар? Јас го паметам стариот пазар од кога сум роден. Јас сум 59-та, ама околу 60 години е правен, така да сега е ова нешто ново. Тоа ќе го остане на нашите внучиња. Белков, стара фамилија во Кавадаци сте. Вашиот коментар го знаете и стариот пазар и новиот пазар и овој најновиот. Па сметам дека поубав пазар до сега не сум видел. Најозбилно го викам. Петка. По моје, значи, фантастично место е. И местото е одбрано и се е супер. И сметам дека сите ќе бидат задоволни од ова. Така. Вие што мислите? Пазарот е одличен и направен, доста пара се даде, али за наша употреба. За наша употреба. Во која смисла за наша употреба? За земјоделието да се продава тука и еден од најубавите во Македонија. Цените останаа старите цени. Добро ли е тоа? Доволно. Коментар за новиот пазар. Нема коментар. Убав, лош, не е битно, кажете како. Супер е. Дали ќе биде функционален според вас? Да, колку што гледам, ќе биде. По-чисти од порано што беше. Се далеко поубаво што сега има да кажуваме. Само мислам една работа, на северната страна ќе биде многу, ќе дува. Ќе дува. Да. Може не смеат од дуќанчињата тамо, не смеат да го затворат, не знам што е проблем. Со текот на времето рече директорот некои проблеми ќе се решаваат. Па добро. Ќе се огради или ќе се Првично е добро. супер. Ќе пазарувате овде? Нормално. Нема кај да одиме друго место, тука си пазаруваме, тука си. Кажете нешто и вие за пазарот. За пазарот нема што да кажеме. Пазарот е огромен и добар. Вие веројатно сте одели на старите пазари. Како било тогаш, како е сега? На старите пазари не беа кој што требаше да врне грме, На земјата долу. земјата кал, вода, сефра. Сега е одлично, чисто, нема што зборови да рече за него. Слушам дека цените за изнајмување на тезги се старите. Чиме и старе, ама мора да има и нови. Новото се ново, нова цена. Сега што можеме, ќе крпиме живот. Дали имате вие коментар за новиот пазар? Сигурно дека имаме сега. Како може да останеме рамнодушни на ваа лепота, на ваа убаво што е направено. Ќе биде за сите поубаво, и за продавачи, и за корисници, и за сите, и за нас, сигурно. Долу паркирањето што е сега направено? Па уште подобро и тоа, нема многу да се мислиш. Ќе си платиш,
Животот си дојде така, без плаќање нема ништо. И ќе се користат сите. Бенефит е за градот и за сите е бенефит, нема што. Биде ли сигурно што мислите во центарот на градот? Дали е сигурен пазар? Па сега, тоа е сега, локацијата си ја одбра и таква ќе си биде, мислам, нема што повеќе. Дали некои собракини решени треба да се сменат или треба да... Си има служби таму, си имат Министерствата за сообраќај и општините преку локалната самоуправа, тоа ќе си го уредат сигурно. Они се задолжени за тоа и ние како граѓани сега можеме само некој проблем некој да го лоцираме некаде нешто инаку. Мала кавадарчани тешко ги минуваат навиките. Тешко ги минуваат навиките. Секој чудо за 2 дена. Кажете ми, ќе се научиме на овој пазар да лажиме? Секако човек е навикнат да се прилагодува према ситуацијата. Во сето што е направено е многу убава работа и така да нема што да кажа. Пазарот во новиот центар да остане или не? До новиот центар не може да изодиме така. Па за тие жители таму што живеат. Тие може да го префрлат у Сопот. Иначе таму северот, кај се дуне, макар да и вдеја може малку ќе свара во промаја, знаеш, ама Овошето и зеленчукот го продаваат и трговци и вистински земјоделци. На кој би му дали предност? не ве разбрав. Дали трговците да продаваат, да купуваат и да продаваат или вистинските производители? Кој би форсирал? Добро, и мора да ги има и тие и тие. Тие што го произведе нема време да продават, ќе го продаде на... Тие што може тука да... А тие што седе тука, обврзане, мора да изваде нешто. И така, тоа е. Во секој случај добра работа се кажа. Да, добро. Тоа беше пред 15 години, ја бев тука 10 години на пазарот. Вие пазар сега што направен спрема стариот има разлика голема. Која е таа разлика? Разлика затоа што долу за паркирање има 2 ниво и после многу убаво што е направен горе на рамното, а долу има 2 горе. И овдеја е покриено озгоро, пред тоа не беше покриено. Снег ни врнеше и сето тоа. Имаме добро, ја продавав многу квалитетна роба, бев на скалите тука и беше одлично за градот. И ако имаш квалитетна роба, имаш и квалитетни луѓе. Ути во градот има луѓе што, например, имат и поевтина роба, барат и поскапа роба. Тоа е убаво. А има разни тезги, разни луѓе и така натаму. Имав многу квалитетна роба, 10 години работев и бев здрав, добар и сега сум добар. Сега за новите генерации убав е овој пазар. Овој пазар сега за генерацијата е многу добар, затоа што луѓето му е у центарот, вамо кај што беше, само беше с краја. Ние мислеме дека му е добар, ама не му е добар, тука му е подобар. Затоа што сите луѓе што се у центарот одат. Добро е. Добра работа. Добро. Имате ли коментар за ова нова зграда? Нема коментар. Од ова го здрави. Што е убавината на пазар? Се е убавина, нема нешто не е убави. Ама само да видат прави продавачи, да видат прави човеци што стварно произведуваат и нека му го намалат тоа што и тезгата ако треба, само правите човек, а не препродавачите. Препродавачите не унишија сите и нас. Поголеми цени. Поголеми цени и само заради тие они најмногу. Ова долу паркирање и доставување на роба. Коментар? Нема проблем, сето е убаво. 2 улици ова ја пуштија, ова слушам дека ќе биде... Здравје да му даде нека началникот, тоа ќе го направи, се е добро. Вие сте продавале овде на стариот пазар? Порано? Малце. Порано, малце. Малце, Да, бе, некој месец. Кажете ми како би споредиле тогаш и сега? Сега е други услови се. Сето убаво наместено. Имате ли коментар? Нема коментар. Се е нај. Се е нај. Нај. Од моја страна, сега високо. Би дошли ли овде да купувате? Како не дошли? Ни тука сме ни глишани сме дејане. Што би купили од пазарот во Ковадарци? Шо има, шо не ни треба таму, шо неама таму, мислам, у тие продавници наши, ќе дојдеш и ние. Ние иначе идеме да шо викат пензионерите, тука држме чаршијата и таму, тука сте, али за воа нема шо да кажем. Воа е се најдобро ред. Добар е вака. Функционален ли? Има ли некоја мана? Мана нема за мана. Само вака оти отворен, дали ќе биде многу промет од ветерот.
А, промоја мислите? Да, промоја. А овој затворениот дел за млечни производи, за јајца, за риба? Па тие е многу добар затоа што ќе биде сето чисто хигиенско. Добро, решенијата се обраќени за ова новата улица и другите улици. Сето е добро. Како оде се на подобро оде. Стариот пазар беше по него. А сето беше катастрофа порно. Там тие од кога беше пазар? Од 61 година. Сте пазарувале ли на пати? Па нонстоп. А ќе доаѓате ли овде? Па секој јас сега дојдов да видам како што е. Од среда почнуваат официјално да се пазари, многу здравје. Да, па и се вас савет. Зар е неговиот Дучин овде ли сте кажете вие коментар за новиот пазар? Па, лепотиците убаво кажаа на градот. Значи нешто најдоброто у градот сега. Виќе заличиме на чаршија. Градба Промет го изведуваш овој објект, добро ли го градиш, бидејќи вие 24 часа гледавте како работи? А завршија работа одлично. Дечките виќе максимално се ангажираа и зоди што треба сега. Па, се уклопиме, значи, у пазарот, се уклопиме у градот, значи, нели, па се надевам че дојме сега малку. Ќе ги смениме или навеките да пазаруваме 5-6 дена? Ја мислам што треба време. Треба време, прибидејќи кај нас имаме една традиција, значи нели уште пред 100 години наназад, значи кај нас седа петок, сабота и недела, значи биле такви како што беа до сега. Сега со ова издание се надевам дека ќе се сменат. Имате ли коментар за новиот пазар? Имам и го пратев цело време, тук сум на чаршијата, значи во е голем проект што го нема на Балканот, што нема у Софија, у Грција, у Солун, у Билниз Европа, во е реткост. Зошто? Ретко затоа што имаме голем човек кој знае да работи. Значи бизнисмен, шоу бизнисмен, значи има кликер у главата, знае да работи, не е у питање. Не е кај други градоначалници направи воа. Или кај Манчо ми беше пријател, Бог да го прости, не е тука. А направив моите личка и две жени запосли, една чистачка у школото, другата у градинката. Значи во е успех што никој до сега не го повторува, не знам што да кажам. Зборови немам, не знам. Ќе пазарувате ли овде? Обавезно. Нема што тука, во е нешто што човек треба да живее во животот. И го поздравувам градоначалникот, успеси му понадувам, во е премногу што до сега направи. Спортски игралишти, фудбалски клуб, градинки, кејот од долу, од Белка до Ватша, Мохлиште, многу проекти. Вие проекти се чудо нешто, улици, отварање, што не е. Му пожелувам здравје, нема што. И пожелувам у Македонија вакви градоначалници да има. 5 души кај него, Македонија цвете, нема што тука. И тоа било се во денешната емисија Отворено за, која исто ја посетуваме на пуштањето во работа на новиот објект на градскиот пазар во Кавадарци. Ви благодарам за вниманието и пријатна вечер.